е обучена да истражува, да диагностицира и да лекува невролошки болести. Има очи што забележуваат се, јасен и критички ум, но и топло срце, полно со разбирање за туѓата болка и среќа. И кога сте очи во очи со болеста, таа има зборови на утеха, на охрабрување, на надеж. Добро утро и посакувам на доктор Марија Гашовска. Добро утро. Добро утро. Како е овој понеделник? Супер, чекам да ми почне работниот ден. Кога сме кај работниот ден, како изгледа еден работен ден на доктор Гашовска? Па работниот ден обично е исполнет целосно, изгледа активно, понекогаш изгледа и турбулентно. Јас работам во смени и секогаш ја преферирам, односно повеќе ја сакам првата смена како денес. Денот ми започнува со колегите со кои работам, имаме утрински состанок, потоа пиеме едно заедничко кафе и понатака сите си ги превземаме своите работни обврски. Јас работам секој ден со амбулантски пациенти, секако тука се испреплетуваат и итни случаи од ургентниот центар, кои што внесуваат малку повеќе адреналин во работниот ден и обично така и завршува. Велат мозокот и нервниот систем се најнеистражени регии од човечкото тело. Најчести болести во неврологијата се мозочниот удар или народски кажано шлок. Да. Потоа Алцхајмеровата болест и деменцијата. За оние кои ја имаат, народот често знае да каже и им одлетал умот. Да. Точно е дека мозокот и нервниот систем се најнеистражени делови од човечкото тело. Има причина зошто е така, веројатно и така ќе остане. Вие спомнавте, нафрливте неколку диагнози со кои што ние се среќаваме практично секојдневно. Она што најчесто го наведуваат како симптом пациентите кога ќе дојдат во нашите амбуланти, тоа е секако главоболка. Главоболката може да биде невролошка болест, примарна болест, меѓутоа може да биде и симптом на многу други болести. Ние тука третираме и хоспитално пациенти, значи на болничко лекување. Најчеста диагноза со која ни доаѓа тоа е токму мозочниот удар или како што спомнавте шлок во народот позната. Или капка на мозок. Да, можда на кап, тоа е од српско-хрватска литература, меѓутоа уште постои се провлекува. И сите други што ги спомнавте диагнози, ги третираме, ги диагностицираме и ги лекуваме во нашите амбуланти. Зашто најчесто ви се обраќаат пациентите и кој е најчестиот совет што им го дават? Најчесто доаѓаат ради главоболка, како што кажав, и тоа не е така само во невролошките амбуланти, туку во било која амбуланта на било кој доктор и општите лекари најмногу се среќаваат токму со таа диагноза. Тоа е најчеста поплака. Секако во овој период кој што е зад нас, периодот на пандемија, многу ги промени, ги вознемири луѓето и можам да кажам дека втората најчеста патологија со која се среќаваме е анксиозноста, паничните напади, страв дека ќе се разболат, дека ќе се заразат, дека ќе ги заразат своите блиски, така што можам да кажам анксиозноста во овој период доминира и избива некаде на високото прво место. Која е терапијата за среќа? Терапија за среќа нема, не даваме рецепт за среќа. Во суштина, секој човек среќата треба да си ја пронајде според мене најпрвин во себе си, кога ќе го најде сопствениот мир, веројатно ќе ја најде и среќата. Сметам дека тоа е многу важно и тука би го цитирала Фјодор Достоевски кој вика среќата не лежи во среќата, туку во нејзиното постигнување и мислам дека тоа е точно. Колку болестите за кои ви се обраќаат се реални, колку постојат само во главата на пациентите? Го има и тоа и тоа. Пред се ние практикуваме вистинска темелна медицина и пациентите кои што доаѓаат тука имаат реална мака. Нормално ние ги третираме така се додека не го сватиме спротивното. Периодот кој што е зад нас ги промени, луѓето ги вознемири, така да има дели замислени или психосоматски заболувања, поплаки на кои што се жалат. И тоа не е така наивно, туку некогаш често бара третман соодветен како да е вистинска болест. Која е вашата терапија
после напорниот ден? Па, мојот работен ден не ме уморува, затоа што јас работата ја сакам и во работата уживам. Можам да кажам дека ми предизвикува понекогаш стрес, но не ме уморува. Во суштина, одморот го наоѓам во својот дом и во секојдневни најобични активности. Некогаш е тоа чисто седење, лежење по дома, гледање филмови, телевизија, слушање музика и секак навечер пред легнување заспивам со читање книга и тоа никогаш не е стручна литература, туку е нешто друго. Што ве мотивира? Што ве подкрива за да издржите во работниот ден? Каде ја црпите енергијата за денот пред вас? Па, мене работата ми представува задоволство и можеби енергијата ја трпам во се што се случува во мојата матична куќа моментално, односот со колегите, нашите пациенти кои што доаѓаат, пристапот, желбата да им се помогне, тоа ме мотивира. Кога ќе имам пациент кој што од мене бара помош и во мене бара спас, тоа е навистина мотив за да го остварите. Како го исполнувате своето време кога не сте на работна задача? Дома, пријатели, јас сум од Охрид, често си одам дома да го видам своето семејство, тоа ме прави срекна. Кога поминувам квалитетно време дружејќи се со нив, можеби тоа ме прави и најсрекна. А што ве растажува? Што ве вознемирува? Ме растажува и ме вознемирува неправда, кавга и војни. И бидејќи ова е утринска емисија, како стартува денот за вас? Денот стартува секогаш со кафе. Дали можеби сакате спорт? Да, сакам. Тоа не е нешто сериозно, меѓутоа некој рекреативен тип на спорт. Сега со пандемијата се научивме да вежбаме по дома и тоа некако остана како пракса и се трудам тоа да биде барем 2-3 пати неделно. Некогаш успевам, некогаш не. Доколку не станевте докторка, невролог, што ќе бевте? Ќе бев новинарка и мојот прв избор беше новинарство и мојот пример узор беше Оријана Фалачи. Меѓутоа тоа не се случи и ми е драго затоа што ова е професијата што најмногу ја сакам и повторно би ја избрала неа. Каква музика сакате да слушате? Сакам музика, слушам музика, секогаш кога сум дома, кога ги извршувам домашните работи, готвење, чистење во позадина има музика. Во суштина тоа е нешто што е трендовско, што е во моментот актуелно, тоа го слушам и јас. Пандемијата не научи да правиме се на далечина. Имате време за дружби со пријателите сепак? Имам. Во тек на пандемијата беа запоставени ради условите, ради околностите и заради природата на мојата работа. Тогаш бевме и повеќе ангажирани и, како да кажам, поограничени со оглед на тоа дека работевме со секакви пациенти. Тогаш дружбите стагнираа некој период, ги немаше, сега се возобновуваат полека и малку е чудно, бидејќи се одвикнавме, меѓутоа ќе се вратиме на старите добри дружби. Доктор Гашовска, благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија наутро. Ви благодарам и вас.